Почитувани пратеници, почитуван заменик министер, почитуван председател. Накратко би сакал да се осврнам за овој ребаланс на буџетот. Првата констатација е дека не можете да имате добар ребаланс на буџетот од една влада која што во сопствените редови нема стабилна и постојана политика на буџетско планирање. Зошто ова го говорам? Оваа старо-нова влада смени досега 3 министри за финансии. Ако имате влада која што има постојано планирање на буџетот, имате и постојани актери кои што се докажани и владата не се откажува така лесно од нив. Ако имате влада која што талка во буџетските политики и ги менува зависно од неуспесите, тогаш имате смени на 3 министри за финансии, едниот господинот Тевдовски, втората Нина Ангеловска и сега господинот Фатмир Бесими. При тоа морам да напоменам дека едно време и премиерот Зоран Заев во тој вакуум период се представи себе си како министер за финансии, кога немаше избор после господинот Тевдовски. Она што исто така е битно да се напомене дека имаше во владата еден, би рекол, министер за финансии во сенка, господинот Кочо Анѓушев, кој што си даде оставка и не е дел веќе од оваа влада, што исто така е показател за неговото верување или неверување во исправните буџетски политики на владата. А по однос на капиталните инвестиции и неуспехот на владата истите да ги реализира на задоволително ниво, мислам дека нема подобар знак и сигнал од самата смена на министерот за транспорт и врски Сугаревски, каде што во тоа министерство најчесто е најголемата и најпотребната реализација на капитални инвестиции, но очигледно е дека во овој сегмент многу се потврли. Основното образложение на овој ребаланс е дека треба да се создадат услови за четвртиот пакет на мерки за борба со пандемијата и економската криза во која што се наоѓа Македонија. Но од каде стартува старо-новата влада? За претходните 3 пакет мерки, според статистиката од самата влада, имаме реализација на само 54% од предвидените средства за претходните 3 пакет мерки. Замислете колку поразителен факт за една влада е да одвојува и да планира средства со кои што треба да им се помогне на граѓаните, на болниците, на стопанството, на многу субјекти во државата, и потоа самата влада да констатира дека тие планирани средства се искористени само 54% од истите. Тоа е или поразително планирање, или немање на тим кој што знае да ги спроведе мерките кои што некој ги обмислил. Затоа сметам дека овој ребаланс, се плашам дека ќе доживее сличната судбина на претходните планирани мерки, кои што едва и половина од планираното стигнало до оние за кои што било наменето да им биде помогнато. И затоа ценам дека кредибилитетот на владата и претходните 3 пакети го нарушува кредибилитетот и веродостојноста на четвртиот пакет на мерки кој што го предвидува владата. Најточната слика за овој погрешен ребаланс на буџетот ја даде еден директор на болница, господинот Маќе Гогов, директор на Струмичката болница. Замислете какво хаотично планирање треба да постои, замислете какво немање на слух треба да постои во самата влада, по хоризонтала и по вертикала со најбитните институции во овој момент во државата, болниците, за еден директор на болница јавно преку Facebook да напише апел и да побара донации од добронамерни граѓани за да се купи ново амбулантно возило. А при тоа, истиот ден, кога овој директор бара донации преку Facebook за ново амбулантно возило, опозицијата предлага на 2 пати амандмани, едниот амандман за набавка на 3 нови возила, амбулантни за болница Струмица, вториот амандман за набавка на 3 амбулантни возила за болницата во Тетово.
И представниците на владата и владеачкото мнозинство ги одбиваат амандманите како непотребни и несуштински. А вечерта го имаме директорот на Струмичката болница, кој што во очај и веројатно под притисок на самите своји соработници, лекари, медицински сестри и пациенти се обидува да стигне до ново амбулантно возило. Што треба да рече директорот на болницата во Струга, што треба да напише директорот на болницата во Битола, што треба да напишат директорите на болниците во Велес, во Кочани, во Гевгелија и во Куманово, за да добијат амбулантни возила или други средства неопходни за работа на болниците во овие услови. Тоа е доказ за лошото планирање на буџетот и на ребалансот на буџетот на оваа влада. И сметам дека е поразително, затоа што човекот кој што ја предводи владата ветуваше популистички дека ќе продаде владино возило, Мерцедес, за да купи амбулантни возила, а сега истиот човек не прифаќа ниту еден амандман за купување макар на по едно или две возила за болниците во Струмица, Тетово, Битола и други градови во државата. Она што исто така сметам дека може да се истакне од овој буџет и ребаланс на буџетот е една форма на дискриминација. Во самиот ребаланс на буџетот се забележува дискриминација на руралните подрачја. Зошто ова го зборам? Затоа што ако одите по сите ставки во буџетот, ќе видите дека средства за изградба на амбуланти во рурални средини има 0 денари. Значи 0 денари средства за изградба на амбуланти во рурални средини. Јас не викам дека државата е во кондиција да изгради амбуланти во секое помалку развиено место или во секое рурално подрачје, но доколку сакаме, еве условно кажано, да и помогнеме примарно на болницата во Битола или на болницата во Струмица или на болницата во Тетово, каде што сега функционираат под тешки услови одредени ковид центри, тогаш владата би требало да има друг план. Би требало во соседните рурални подрачја или во некој од нив да предвиди барем изградба на по една амбуланта, за да можат населението од тие подрачја, без разлика дали се работи за Могила, Новаци, без разлика дали се работи за Демирхисар или за други подрачја, да можат примарната заштита полесно да ја добиваат тука, првите совети, првите насоки и упатства доколку се соочат со ова со кое што сите се соочуваме и на таков начин да ја растоварат главната централна клиничка болница во тој регион. Но за жал владата гледаме дека не посветува никакво внимание на руралните подрачја. Следно што може да се забележи од овој буџет, ребаланс на буџетот, е кратењето на големи средства од образованието. Зошто е погрешен овој чекор за кратење на многу големи средства од образованието? Прво да ги споменам средствата кои што се прескромни и определени во ребалансот. За изградба и реконструкција на основни училишта скратени се многу средства, а останати се само 1,5 милиони евра. За цела држава, каде што имаме преголем број на основни училишта, определени се само 1,5 милиони евра за изградба и реконструкција. За изградба и реконструкција на средни училишта предвидени се само 102.000 евра. Ова е повеќе од мизерна бројка, недостојна, срамна бројка за изградба и реконструкција на средни училишта. За изградба и реконструкција на студентски и ученички домови предвидени се само 447.000 евра. Не беше така одамна кога премиерот Заев ветуваше изградба на студентски град во Скопје и на студентски центри и домови во Битола, Штип и Тетово. Но со 447.000 евра не може ниту едно крило од постоечки студентски објект или дом да биде реконструирано, а камоли повеќе.
Зошто сметам дека е погрешна оваа политика? Доколку владата размислувала со план, рационално и подолгорочно, нема подобар период од овој период сега, кога училиштата, студентските домови, гимназиите, средните училишта, основните училишта во најголем дел и во најголем период од неделата или од месецот се празни, и затоа нема подобар период од овој сега за изградба и реконструкција на основните и на средните училишта и за изградба и реконструкција на ученички и студентски домови. Со тоа му помагате на училиштето, со тоа им помагате на учениците, на наставниците, на студентите, но со тоа помагате и на градежниот сектор, кој што, вклучувајќи се во таа изградба, ќе помогне на општината, на државата, на владата за зголемување на процентот на потрошени средства за капитални инвестиции и со самото тоа ќе му помогнете на стопанството, без да им делите ваучери на луѓето пред избори. Затоа сметам дека ваквиот пропуст е пропуст на штета и на ученичките капацитети, училиштата, факултетите, студентските домови, но исто така и пропуст на штета на стопанството, кое што можело од овој ребаланс, доколку владата имала посериозен план, да биде вклучено во стопански активности корисни и за градежните компании и за државата во целина. Со ребалансот се предвидува буџетски дефицит од 8,4%, кој што буџетски дефицит е највисок во последните 25 години. Повисок буџетски дефицит државата имала 1994 година, кога имавме еднострано ембарго од страна на Грција, кога имавме наметнато ембарго од Обединетите нации против соседна Србија и кога во државата се одвиваше и случуваше една прилично матна транзиција. Значи, овој дефицит од 8,4% е највисокиот во последните 25 години и овој превисок дефицит од 8,4% во буџетот тешко ќе се покрие со нереално запишаните приходи кои што владата ги предвидува и ги прикажува како приходна страна, бидејќи ние гледаме дека во континуитет и приходите од даноци, и приходите од придонеси по други основи, и приходите од комуналии од месец во месец се помали. Земете самата бројка на зголемување на бројот на невработени. Ако денес во споредба со тоа пред 6 месеци имаме 45.000 невработени луѓе повеќе, тоа значи дека ние имаме од секој од тие луѓе по однос на данок на приход, по однос на данок на здравствено осигурување, по однос на придонес за социјално и пензиско осигурување, државата има 45.000 граѓани кои што немаат можност да го дадат својот придонес и данок како што го давале пред да станат невработени. Затоа се плашам дека јавниот долг, кој што во моментов изнесува 59,3% од бруто домашниот производ, веројатно дел од овој дефицит предвиден во ребалансот од 8,4% ќе се покрива со ново задолжување и загриженоста е дека можеме да дочекаме новата 2021 година со задолжување поголемо од 60%. Без разлика дали тоа ќе биде 63 или 64% од јавниот долг, но очигледно е дека владата и стопанството немаат ресурси овој предвиден буџетски дефицит од 8,4% да го покријат од сопствени извори, бидејќи стопанството е пред колабрирање, а за жал владата не прави напори за да ги зголеми капиталните инвестиции, за да може стопанството тоа да добие дополнителна поддршка. Единствени приходи кои што се зголемуваат, се уште немаме за тоа статистика, но може да се следи според јавните информации, јавно достапни информации, се казните од страна на полицијата. Полицијата како да има добиено налог да вади норма за наплата на што повеќе казни, без разлика по која основа. И ние гледаме секој ден, имаме
надпревар, условно кажано, во соопштенијата издадени од Министерството за внатрешни работи, во која општина колку граѓани се казнети и по кој основ. Не викам дека граѓаните не треба да ги почитуваат сите, без разлика дали се сообраќајни, здравствени или други пропишани мерки, но очигледно е дека празниот буџет мотивирал некого во владата и во МВР да пишуваат што повеќе казни кон граѓаните и дополнително тоа ќе влијае на нивната куповна моќ и на зголемувањето на сиромаштијата. Уште еден пример за лошото планирање на буџетските политики е оној сега веќе поминат викенд без ДДВ. Се најавуваше долго време, се најавуваа 3-4 викенди без ДДВ, за на крајот да имаме само еден викенд без ДДВ и тој траеше, колку што се сеќавам, од 10 до 12 октомври, цели 3 дена. Што значи лошо планирање? И каде се гледа лошото планирање од страна на владата? Владата најави дека во тие 3 дена, на овој викенд без ДДВ, очекува граѓаните да потрошат 170 милиони евра. И тоа некој го планирал, ја правил таа проценка. Граѓаните потрошиле 8,5 милиони евра. Значи, тоа е промаршување за цели 162 милиони евра. Ако владата и Министерството за финансии и вице-премиерот задолжен за финансии испланирале дека граѓаните ќе потрошат 170 милиони евра, а граѓаните потрошиле 150 милиони евра, ќе речевме дека владата е близко до својата поставена цел и добро го направила планот за викенд без ДДВ. Но самиот викенд без ДДВ покажа прво дека владата не знае да планира, има нереални високи очекувања за куповната моќ на граѓаните и второ покажува дека власта не ја знае куповната моќ и сиромаштијата со која што се соочуваат незините граѓани. Затоа сметам дека ова е еден голем доказ за слабото буџетско планирање, слабиот капацитет на владата да планира буџетски политики и истите да ги исполни. Ребалансот овој пат го предвидува најголемиот буџет што државата го имала и тоа се цели 4 милиарди и 112 милиони евра. Од расходите во ребалансот, за жал, она што го зборев претходно за училиштата, за гимназиите, за студентските домови, само 8,2% ќе бидат потрошени за граѓаните и стопанствениците како антикризна корона мерка. А од капиталните расходи, само 7,3% од вкупните расходи од овој ребаланс ќе бидат наменети за капитални расходи и капитални инвестиции. Тоа е промаршен ребаланс на буџет. Во момент кога економиите со кои што Македонија тргува, а се земји членки на Европската Унија, исто се соочуваат со економски пат, најмалку што треба државата да направи е да испланира како да ги зголеми капиталните расходи и капитални инвестиции. Како да изгради повеќе патишта, како да изгради повеќе училишта, како да изгради повеќе инфраструктурни објекти од било кој карактер и потреба и со самото тоа да помогне на областа на која што се однесува таа градба, а да помогне и на стопанството со внатрешните своји ресурси. Затоа ценам дека е многу погрешно што капиталните расходи и инвестиции во ребалансот се намалени во градежништвото и опремата за цели 64,5 милиони евра. Сметам дека процентот од 7,3 од вкупните расходи кои што се однесува на капитални инвестиции е промаршена политика на владата и е пропуштена шанса како да се зголемат капиталните инвестиции и со самото тоа да им се помогне на стопанствениците, а и да им се помогне на граѓаните. Затоа ценам дека овој ребаланс на буџетот, за жал, нема да донесе подобрување ниту на здравствените, ниту на стопанските проблеми со кои што се соочуваат граѓаните на Македонија и кои што од ден на ден стануваат се поголеми. Луѓето и граѓаните очекуваат да се донесат решенија за ублажување на нивните проблеми,
но за жал со ваков ребаланс мислам дека проблемите ќе стануваат само поголеми. Благодарам многу. Фалендерите Јуве. Ви благодарам и вам. Реплика Жаклина Лазаревска.